Добар ден, почитувани, стартува најновата Телма амбуланта. Денеска ќе зборуваме за дебелината и хормоните. Лицата со покачена телесна тежина се убедени, повеќето од нив, дека имаат некакво хормонско нарушување. Која е корелацијата помеѓу дебелината и покачениот инсулин? Дали сите лица со покачена телесна тежина имаат покачен инсулин? Оние кои што имаат добиено диагноза инсулинска резистенција се соочуваат ли со проблем да ослабнат и покрај тоа што се придржуваат на одреден режим на исхрана? За хормоните и дебелината денеска зборуваме со доцент доктор Танер Хасан, специјалист интернист, субспецијалист, ендокринолог од Градската општа болница 8 септември. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш потоа започнува разговорот на оваа тема. Како да ослабеме ако имаме покачен инсулин, ќе го запрашаме денешниот гостин, доцент доктор Танер Хасан, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по ендокринологија во Градската општа болница 8 септември. Докторе, добар ден. Добар ден. Добре дојдовте во студиото на Телма. Фала ви на Имаме денеска многу убава тема. Зборуваме за дебелината, која што се опишува како хронична болест, која што може да предизвика низа заболувања. Сега, дали проблемот кај луѓето кои што имаат вишок килограми е стекнат или пак е наследен, односно е генетски? Кај мал дел од пациентиве имаат стекнат ова генетска предиспозиција за обезност, повеќето е стекнат. Најглавна улога во дебелината, во обезноста игра начинот на исхрана и животниот стил на пациентот. Меѓутоа, не се занемарува и причините како што е од генетска предиспозиција ако има пациентот, други некои хормонални заболувања или секундарни некои болести кои што може да предизвикуваат исто така да бидат паралелно да се одвиваат заедно со дебелината. Меѓутоа, сепак повеќето од пациентиве, доминантниот дел, зависи од начинот на исхрана и на животниот стил на пациентот. Дали дебелината секогаш го покачува инсулинот во организмот, односно дали оние што страдаат од вишок килограми секогаш имаат покачен инсулин? Обично така се мисли и меѓутоа не е секогаш така. Има исклучоци. Меѓутоа, кај добар дел од пациентиве што имаат прекумерна телесна тежина, кај нив има и зголемени вредности на инсулин, меѓутоа има и исклучоци. Дел од пациенти, иако тие се мал дел на пациенти, такви лица има, исто така имаме во секојдневната наша пракса, каде што дебелината е многу зголемена, има прекумерна телесна тежина, меѓутоа инсулинот се уште се држи во нормални референтни вредности. Тука игра улога дебелината на кој дел од телото. Значи, секоја телесна тежина, зголемена телесна тежина не е истовремено и обезност. Значи, најважна улога игра обезноста ако е во абдоминалниот дел, значи мастите на стомачната дебелина. Они висцеларни масти. Да, висцерална дебелина, што кажуваме, кај што се таложат, се акумулираат големи количини на масни наслаги и тие предизвикуваат повеќе резистенција на инсулинот, кој што секундарно се одразува до покачување на инсулинот. Меѓутоа, тие пациенти што немаат во абдоминалниот дел, во стомачната регија, а имаат во други места, кај нив инсулинската резистенција е многу помала. Затоа треба да се види фенотипски на лицето или на пациентот, дали е дебелината повеќе концентрирано во стомачната регија или е надвор од стомачната регија. Ако има во стомачната регија, тогаш околу 99% кај тие пациенти имаат и високи вредности на инсулин, кој што значи и ризик фактор за диабетес и други метаболни нарушувања. Мастите наслаги во стомачната регија велат дека се однесуваат како ендокрин орган. Излачуваат некои хормони? Мастните наслаги ние го прифаќаме како најголема ендокрина жлезда. Да. Покрај другите, например, тироидната жлезда, надбубрежна жлезда, питоитарна жлезда, меѓутоа сите тие не се толку големи колку адипозното ткиво. Стварно адипозното ткиво лачи голем број на цитокини, голем број на хормони, кои што предизвикуваат воспаление во телото, а состојбата на воспаление кога има, тоа може да го зголеми нивото на инсулинот и нивото на други некои хормони, како што се хормонот на кортизолот, адреналинот и така натаму.
така да тие може да делуваат секундарно на дебелината кај пациентиве, а исто така и да предизвикуваат некои секундарни болести кои што најчесто се среќаваат кај пациенти што имаат обезност. Значи адипозното ткиво само по себе, без разлика дали другите ендокрини жлезди, иако сите во нормална функција, само адипозното ткиво може да ги наруши таа оска на хормоните кои што имаме кај нормалното лице. Например, оската на хипофизата, односно на питоитарната жлезда со тироидната или тироидната со другите жлезди, надбубрежна жлезда и така натаму. Така да сите овие жлезди се поврзани една со друга. Кај едната ако има некој проблем, ќе одразува на другите. Исто така дебелината само по себе, пошто предизвикува воспаление, тие воспалителни марки се зголемени кај овие, имаме доста студии до денеска се направени кои што докажуваат дека стварно доаѓа до зголемување на тие воспалителни маркери кои што ги нарушуваат функциите на значајни хормони кои што играат улога во дебелината. Значи, доколку имаме предиспозиција да таложиме масни наслаги во стомачната регија, треба да сме исклучително предпазливи. Да водиме сметка да не претераме, бидејќи може да си направиме сериозни здравствени нарушувања, како што веќе појаснавте. Дали сето тоа е поврзано и со метаболниот синдром, докторе? Да. Метаболниот синдром само по името се подразбира дека има неколку параметри се вклучени од тие, меѓу нив е и дебелината, посебно во абдоминалната регија. Исто така еден од параметрите е зголемен шеќер на гладно, исто така зголемени вредности на липиди и хипертензија. Значи, од овие 5 параметри, 3 ако ги има пациентот, значи се работи за метаболен синдром, метаболичен синдром, кој што е претходна фаза за диабет и за кардиоваскуларни болести кај пациентиве. Поврзани се метаболниот синдром и инсулинската резистенција, тоа значи одат рака под рака? Да. Едно кога почнува, тоа е така поврзани една со друга и одма се одразува на вториот параметар, на третиот, ако не се обрнува внимание или ако не се превземаат мерки. Било да е тоа фармаколошка терапија или промена на начин на живење, водење сметка на исхраната, тогаш сите тие параметри на почетокот пациентот може да има само еден од овие параметри. Меѓутоа, ако не превзема мерки или ако не се одредува посебен третман за фармаколошки или за диета, нешто да се даде на пациентот, тогаш со текот на времето, за многу кратко време, може да ги има и другите параметри и после третиот параметар веќе се диагностицира како метаболен синдром. Тука исто така игра важна улога и јетрата. Кај овие пациенти што имаат абдоминална обезност, висцерална обезност и кај нив има замастена јетра, замастувањето на хепарот на јетрата е исто така голем ризик за нарушување на функцијата на инсулинот, бидејќи јетрата представува една фабрика на организмот, на телото, кај што сите воспалителни маркери, воспалителни цитокини, например, некој дел од хормоните кои што се метаболизираат, и кој што ако нема нормална функција или нарушена функција на јетрата заради замастеноста, тогаш доаѓа до нарушување и на функцијата на овие хормони, посебно на инсулинот. Оние што имаат стомачна дебелина некогаш знаат да кажат: јас сум слаб, немам никаков проблем, освен што имам стомак. Но тоа значи е исклучително опасно и не значи дека нема дебелина, напротив, ја имаат онаа дебелина која што создава најголеми проблеми. Таа го создава проблемот со инсулинската резистенција, па да ни појасните што е тоа инсулинска резистенција, како е можно ткивата во нашето тело да станат отпорни, односно недоволно чувствителни на инсулинот. На инсулинот. Па тоа е токму причината е адипозното ткиво, пошто инсулинот, како што знаете, представува анаболен хормон, делува на сите органи, скоро во тело, на сите клетки. Повеќето од клетките имаат рецептори кај што делува инсулинот. Најповеќе делува на мускулите, на мозокот, исто така делува на јетрата, заедно со панкреасот кој што лачи инсулинот.
Кај овие пациенти доаѓа до резистенција ради зголемување на адипозното ткиво, кој што токму поради лачење на тие воспалителни цитокини, тие доведуваат до резистенција, значи ја намалуваат функцијата на инсулинот во тие рецептори, во тие органи или клетки кај што треба да делува. Најповеќе доаѓа до израз до мускулното ткиво, кај што при движење или преку физичка активност се зголемува потребата за шеќер, односно гликоза, за да, пошто единствен енергетски извор на мускулите се доминантно е шеќерот, меѓутоа кај овие пациенти поради нарушување на инсулин, а за користење на шеќерот треба инсулинот да делува нормално. Инсулинот всушност го внесува шеќерот во секоја клетка. Инсулинот е тој носител кој што портерот кој што овозможува да се апсорбира шеќерот од мускулите или од исто така и од другите органи, меѓутоа најповеќе кај мускулите, кај овие пациенти тоа не е можно и се панкреасот постепено се ја зголемува својата функција за да лачи повеќе инсулин, за да може да реагира нормално, меѓутоа после известно време доаѓа до акумулирање на големи количини на инсулин, а кога тие пак нема доволни можности да делуваат во нормални услови, тој акумулиран инсулин постепен после секундарно може да делува инхибиторно на панкреасот, да ја намали целата функција на панкреасот, да ги оштети своите собствени клетки кои што лачат инсулин. Да видиме кои се симптомите, најчестите симптоми кои што се поврзани со инсулинската резистенција. Ќе го погледнеме третиот телоп, ќе го поберем од режија, а тоа е дебелење претежно во стомачната регија, тоа што веќе ни го споменавте, потешкоти во одржувањето на телесната маса и слабењето, постојана потреба за благо и прејадување, појава на темна кожа под пазувите и на препоните. Има уште низ за други, но јас ги издвоив оние кои што се најспецифични. И сега, значи, оние кои што имаат инсулинска резистенција, дали забрзано ги качуваат килограмите, односно масните наслаги во стомачната регија? Не, треба или како резултат на тие масти всушност доаѓа до инсулинска резистенција. Да, во право сте, значи инсулинската резистенција настанува секундарно на зголемената телесна тежина, односно секундарно на обезноста. Како последица. Како последица на тоа е инсулинска резистенција. Кај слаби, може некојаш и кај слаби луѓе да има резистенција, многу е ретко тоа. Меѓутоа кај 99%. Тоа претпоставам генетски во тој случај. Да, генетски ако има предиспозиција за тоа пациентот, кај нив може. Меѓутоа кај 95 до 99% кај пациентиве е секундарно на дебелината. Важно е тука да се прифати дека дебелината е болест, пошто проблемот е во тоа што многу луѓе, многу лица не го прифаќаат тоа. Се уште свеста кај народот не е толку зголемена да ја прифатат ова како болест, меѓутоа веќе со нашиве и студииве и преку медиуми веќе тоа алармантно веќе зборуваме за тоа, повеќе држиме во актуелната тој проблем и затоа веќе се прифаќа дека е како болест кај луѓево и доаѓаат, барат помош за тоа. До скоро време многу мал дел од пациентиве бараа помош за дебелината, мислеа само дека тоа е естетски проблем. И тоа мене ме занимава, јас не сакам да бидам слаб или мене ми одговара, не ми пречи, меѓутоа не се свесни за секундарните компликации кои што може да настанат од дебелината. До денеска се утврдени повеќе од стотици болести кои што се директно поврзани со обезноста, почнувајќи од сите телесни системи, од гастроинтестинални, кардиоваскуларни, мозочни удари, срцеви удари и други значајни болести кои што малигнитети исто така, дебело црево, желудник, канцер на желудник исто така, има доста студии кои што поврзуваат директна поврзаност, асоциација меѓу дебелината и овие болести. Доктори, оние кои што имаат инсулинска резистенција велат дека еве го вториот симптом е потешкоти во одржување на телесната маса и слабењето. Што значи тоа? Дека покрај сите вложени напори тие не можат да ослабнат? Можат, меѓутоа дел од пациентиве има, значи секој човек има различен метаболизам. Не сме сите исти и затоа и диетата е индивидуална и начинот на живење е различен кај секого и сето тоа делува на дебелината. Во право се кога кажува дека јас еве двајца или тројца пациенти да ги споредиме еден со иста исхрана, со ист начин на живење или сличен начин на живење, со исто трошење на калории, дневни калории,
Сепак некој да изгуби, например, во превременски период од 3 месеци 10 килограми, еден да изгуби 15, а третиот да не може да изгуби тие килограми. Тоа зависи од метаболизмот на пациентот. Некој има побрз метаболизам и многу полесно ги дава тие, се ослободува од тие вишок килограми, а дел од пациентиве може тоа. Меѓутоа, сепак секој пациент ако се придржува на диетата како што треба и на начинот на живење, може да наместо 3 месеци тие килограми ќе ги губи за 6 или 9 месеци. Меѓутоа треба да инсистира на тоа и да стане тоа навика на Така, но ако е висок инсулинот, а ткивата се причувствителни, односно се отпорни на инсулин, тогаш предпоставувам дека ќе биде потешко. Потешко ќе биде. Треба се свесни дека патот ќе биде потрнлив од кај такви вообичаено. пациенти, значи имаме опција со фармаколошка терапија веќе. Така, ќе појасните фармаколошката терапија, само да се задржим уште малку на симптомите. Потреба за благо и пријадување. Голема потреба за благо имаат овие пациенти? Имаат, пошто кај нив инсулинската функција е нарушена. После оброк кај нив многу брзо може да се зголеми, прекумерно да се лачи инсулинот, пошто тој механизам кој што го контролира, контролира функцијата на инсулинот е нарушен. Многу после пола сат или сат време после оброкот, главниот оброк, да се покачи многу инсулинот, а поради зголемување на инсулинот да се намали шеќерот одма, да паѓа шеќерот, односно пациентот да влезе во хипогликемија. И во тој период, во тој момент, одма ги чувствува тие симптомите на хипогликемија, чувство за глад, потење, срцебиење, тресење, вака нервоза и мора да јаде тој момент нешто пациентот благо за да ги намали. Може фрижидерот да го изедам дури, толку силна баш ние од тоа разбираме дека се работи за хиперфункција на инсулин, односно за инсулинска резистенција. И обично кај овие пациенти кога правиме тест на оптоварување со шеќер кај пациентиве, ОГТ тест, кај нив паралелно проверуваме нивото на шеќерот, после пиење на солуција има со шеќер спремна и после кога се споредува нивото на шеќерот и инсулинот. Кај овие пациенти кои што имаат инсулинска резистенција, после појадокот, односно после пиењето таа солуција со шеќер, за саат време или саат и пол време вредностите на инсулинот достигнуваат до 5 до 10 пати зголемени, отколку што треба да бидат кај нормален човек кој што нема инсулинска резистенција. А токму ваквото енормно зголемување на инсулинот одма го забрзува гладот кај пациентот и одма има после саат време од главниот оброк одма да отвори пак фрижидер и да бара нешто да јаде благо. Значи со овоите всушност вие диагностицирате инсулинска резистенција. Инсулинската резистенција се проверува, има ОГТ тестот се прави на 0 минута пред да се испие течноста, после тоа саат време и 2 сати, кај некои може да се пролонгира до третиот саат и да се провери 3-4 пати нивото на шеќерот паралелно со нивото на инсулинот. А какви се тие темни флеки, односно за темната кожа под пазувите? И те препоните кај сите се јавуваат карактеристично? Кај повеќето од пациентиве имаат, кои што имаат масни наслаги, тоа се вика како темни, како што викавте вие, акантозис нигриганс, иначе се нарекуваат, тие се индикатор дека има инсулинска резистенција. Еден од индикаторите. Меѓутоа не е единствен, има и други, меѓутоа еден од значајните, посебно под пазувите и може на вратна регија тука да има такви, ако приметиме при физички преглед кога се прави на пациентот, ако приметиме дека има такви флеки кај пациентот, одма треба да се сомнева за инсулинска резистенција. И да се направи тој тест што пред малку не го кажавте и за други лабораториски испитувања. Полицистични јајници на пример. Сега тоа ми е следното, така и можеме да ги погледнеме делот на следните, но истекнати фактори кои што се поврзани со инсулинска резистенција, а тоа се покачената телесна тежина, предсестомачната дебелина, тоа веќе го објаснивте детално, исхрана богата со јагле-хидрати, зголеме внес на прости шеќери, колачи, лиснати теста, брза храна, сокови, седентарен начин на живот, преголем внес на стероидни хормони, хроничен стрес, синдром на полицистични јајници. Еве ќе започнеме овој пат од последното, синдром на полицистични јајници. Зошто пак сега ова е поврзано со дебелината и инсулинската резистенција? Па тука кај жените тие што имаат повеќето од овие жени имаат прекумерна телесна тежина,
кај тие што имаат полицисти. Не сите, меѓутоа еден добар дел од пациентиве имаат прекумерна телесна тежина и кај овие пациенти доаѓа до зголем покрај инсулинската резистенција, секундарно може да предизвикува зголемување на нивото на андрогени. На андрогени хормони кај жената, машките хормони кај жената во физиолошки услови тие имаат, меѓутоа кај овие пациенти тие се малку повеќе зголемени 2 до 3 пати од нормалните вредности и кај овие пациенти најчесто имаат полицисти, тоа се гледа при ехо преглед кај гинеколог. Исто така при проверка на хормониве се приметува дека доаѓа до зголемување, имаат вредности зголемени на андрогени хормони. И обично паралелно со тоа е инсулинската резистенција и кога се почнува со терапија, првенствено се дава терапија за инсулинска резистенција. Најчесто ние како прва линија даваме метформинот. Тука доаѓа Поради тој се збунети пациентите, велат имам полицистични јајници, а добив лек за шеќер. Да, точно. Меѓутоа ние не даваме за шеќер, тоа има и други позитивни ефекти лекот. Даваме за тие другите секундарни позитивни ефекти што ги има лекот во помали дози, меѓутоа кај диабетичарите таа доза е многу поголема во споредба со пациентиве што примаат за полицистични јајници. И после тоа, ако има потреба, и хормонална терапија даваме да ги намалиме вредностите на андрогените. Веќе ни е јасно дека исхраната богата со јаглехидрати, со прости шеќери може да доведе до проблеми, но тоа не значи сосема дека треба да се исфрлат шеќерите, предпоставувам. Да. Сепак треба да се одржиме до правилото, значи од вкупната енергија што имаме потреба, дневната енергија, околу 50 до 60% на енергијата изворот треба да биде јаглени хидрати, околу 30% да биде од масти и 10% од прилика од протеинска природа. Значи ова треба да се балансира вака. Меѓутоа, ние пак, значи, шеќерот не е само благото што јадеме. Така. Посебно, значи, тестенините, зеленчукот, кромпирот, графот, други има скробни што се така. Тие имаат, сите имаат, овошето има. Значи, луѓето мислат дека шеќерот е само благото и само благото треба да се избегнува, од друга страна јаде тестенини многу повеќе. А во тестенините има доста шеќер и тоа прости шеќери има исто. И тие имаат исто како да јадеш благо. Значи нема никаква разлика ако дали јадете чоколадо или дали јадете леп. Значи нивото индекс на глуциден индекс викаме е скоро ист. Значи и едното и другото јадење, другата истрана на ист начин го зголемуваат шеќерот и на исто ниво го зголемуваат шеќерот во крвта и затоа тоа треба да се избегнува. Исто и овошјето треба да се распредели во текот на денот, значи едно овоше сабајле, едно овоше ручек или вечера, сите наеднаш ако ги јадеме, шеќерот одма ќе се покачи и дебелина одма може да се. Некои прават смути. Велат на диета сум и внесуваат такви концентрирани пијалоци, но тоа е велат подобро е да се јаде живо, да не се прави смути. Се излачува во тој случај голема доза на инсулин. Инсулин се излачува исто. Да. Значи зависи од количината колку ќе се дали е пола чаша, мала чаша или ама едно пола литра ако се јаде изеде во текот на денот, тоа е голема количина. И значи тука треба се биде внимателен? Да, исто така, треба да се биде внимателен и за тоа. И посебно треба да се внимава за овие тестенините кои што ви кажав. Посебно имаме во нашиот регион тука тестенините, еве на пример макарони јадеме со леп. Значи тоа е двојно повеќе калории, двојно повеќе зголемен инсулин, потреба од инсулин. Тоа треба да се избегнува, да се води сметка, да биде паметен човекот кога јаде, да внимава колку калории или барем дали колку има количина на јаглени хидрати во оброкот или колку се масти, пошто во телото и мастите се претвараат во јаглени хидрати. Се претвара во шеќер на крајот. Све. Значи, ако има недостаток од благо, јаглени хидрати во одреден период, а има масти, мастите одма се претвараат во јаглени хидрати во јетрата и одма. Затоа ние и цел ден да не јадеме 24 часа,
пак нивото на шекерот не варира многу. Бидејќи се растварат масните, се раствараат. клетки се претварат во другиот шекер, извор се користи, ако нема другиот, третиот извор, Така. протеините се користат и затоа И се претвара во шекер. Све се претвара во шекер за да се заштити организмот, пошто поголем дел од органите како извор на енергија користат шекерот, посебно мозокот. И еритроцитите во крвта, единствен извор за енергија се шекер. Одма кога паѓа шекерот, првенствено имаме невролошки симптоми, тоа е поради мозокот, пошто невроните немаат храна, друга храна немаат. Во неколку минути одма може пациентот да паѓа во кома. Во кома, така. Да продолжиме понатаму, докторе, со седентарниот животен стил, односно живот во седечка позиција, со намалена физичка активност. Сето тоа исто така може да доведе до зголемување всушност на инсулинот, како последица на дебелината. Колку физичка активност ни е потребна дневно за да не ни се случи ваков проблем? Препораките се околу 5-6 чекори дневно, најмалку, или вака активни вежби 150 минути до 200 минути неделно. Дневно како би било тоа? Што значи? Дневно околу пола сат, да речеме, до сат време. Добра. Пола сат, барем 2-3 километри дневно да се пешачи, ако не се може нешто друго да се направи. И пешачењето е многу голем бенефит дава, бидејќи при движење се движат и мускулите, имаат активна работа, а мускулите трошат шекер. Инсулинот многу помалку инсулин треба за да делува на мускулите, пошто се активни. А кај човек кој што не е активен, физичка активност, кој што има помала физичка активност, кај ни треба повеќе инсулин да се лачи. А што е со преголемиот внес на стероидни хормони? Какви се овие хормони? Тие најчесто ги користат младиве, адолесценти или тие што одат за бодибилдери, тие користат најповеќе физички актив за да имаат повеќе масно ткиво. Да. Не кондиција, туку подобра форма на телото, нели подобра мускулна маса, така? Да се зголеми кај овие луѓе, тие значи, тие си прават проблем всушност. Да, прават и тие проблеми. Најчесто тие младиве кога доаѓаат, ние одма приметуваме првото прашање што ние дали користите нешто стероидни хормони или некои други протеински додатоци во исхраната, а обично користат за да можат за многу пократок временски период со тие вежби што ги вежбаат да имаат мускулна маса многу поголема околку што треба да имаат. Меѓутоа, секој хормон кој што се внесува од надвор, значи не е екзоген хормон, ако се внесува, тоа одма ги пореметува нивоата или функцијата на ендогените. Тие хормони што се лачат. И одма врши инхибиција на хипофизата, тоа, значи, питуитарната жлезда, тоа не го сваќа дали е од надвор внесен хормонот или од внатре. Значи, ендогено или екзоген хормон и дава иста реакција на тоа и одма ги намалува другите хормони. Така. Пошто приметува дека има високи количини во крвта. Се мора да биде во рамнотежа во организмот. За да ја одржи таа рамнотежа, одма ја намалува функцијата. Кога се намалува функцијата, секундарно се намалуваат и другите хормони кои што имаме потреба. Меѓутоа, заради намалената функција на хипофизата, се намалува. Така. Да. Многу внимателно треба да се биде кога се користат овие стероидни хормони и не препорачуваме никогаш. И спортистиве, посебно, нели, овие допинзи, нели, што ги проверуваат дали имаат допинг, дали е користен од страна професионални спортисти, повеќето од овие имаат користено вакви стероидни хормони. А што е со хроничниот стрес? Сите живееме под еден хроничен стрес, па дури оние што имаат проблем со дебелината се обидуваат да ги симнат килограмите, па се неуспешни во тоа, им се создава дополнителен стрес кој што очигледно води кон уште поголем проблем. Стресот, да, хроничниот стрес е убаво да се има, меѓутоа не хроничен. Значи, во акутни состојби може да има неизвесен, тога е корисно, пошто тога во тој период повеќе се забрзува метаболизмот, се трошат тие масти како извор за исхрана, меѓутоа после извесен период тоа поминува. Ако е хронично, тогаш се пореметува функцијата на повеќе ендокрини жлезди. Значи, психата на човекот е многу важен момент кога се испитуваат хормоните и затоа некои стрес хормони имаме доста во телото кои што кај вакви пациенти не треба тој момент да се проверуваат. Треба прво да прима некоја терапија или да се среди прво психички пациентот, да се стабилизира, па после тоа да се проверуваат вакви хормони. Во такви стресни состојби, например, ако се провери кортизолот,
Кој знае колку ќе биде висок, ќе биде висок и може да се сомнева дали има кушинг, на пример, прекомерно лачење на кортизолот. Меѓутоа е лажна позитивна диагноза. Првенствено треба да се стабилизира пациентот и психичкиот момент да се регулира, па после тоа да се проверуваат овие хормони. Исто така и инсулинот. Во стресни состојби се покачува нивото на инсулинот, исто така на хормоните кои што се контрарегулаторни, например адреналин, норепинефрин, кај нив во стресни состојби имаме зголемени. Меѓутоа тоа е физиолошки, кај секого е така. Од стрес ми скокна шеќерот, некој знае да каже. Скокна шеќерот пошто јадеме. Стресот така. некојаш предизвикува апетит да се зголеми апетитот и да бараме да јадеме. Кај мал дел од пациентиве исто така може да го намали апетитот, меѓутоа повеќето од пациентиве барат апетитот се отвора и нема контрола при јадење. Не води сметка. Сега, докторе, кој ќе ви дојде пациент со еден ваков проблем и ќе му поставите диагноза инсулинска резистенција по анализите кои што ќе ги спроведете, споменавте веќе кои се. Што му советувате? Дали најнапред велите променете го начинот на живот, режим на исхрана, физичка активност? Тоа е првата препорака или веднаш се применува кон некаков лек? Не, првенствено околу 3 месеци. Во светот така е, стандардот е во текот на 3 месеци се променува начинот на живење, се дава една физичката активност, се зголемува кај пациентот, се регулира и сраната, внесот на јаглените идрати се намалува, калориите се намалуваат и се чека 3 до 4 месеци да се види дали има ефект. Колку килограми треба да се намалат за да има ефект? Тие 3 месеци, ако губи повеќе, најмалку треба да губи 5% од вкупната телесна тежина. Значи, Добра. 5% ако изгуби, значи има ефект, може вака да се продолжи. Меѓутоа, ако има помалку од 5%, покрај сите напори што се даваат, тогаш значи не може само со диета и физичка активност, ќе треба дополнителна третман. Тоа е фармаколошката терапија. Веќе имаме и во Македонија се користи, за жал се уште не е на позитивна листа. Во светот веќе во поголем број на држави е на позитивна листа. Тие лекови лираглутид имаме, семаглутид веќе многу се користи, посебно во Соединетите држави, таму многу повеќе се користи, пошто има дебелината е многу позастапена. Каков лек е тоа? На што влијае тој? Тие се хормони, природни хормони. Добра. GLP-1 агонисти се ги викаме нив. Тие се лачат од цревата. Добра. И кај секој човек има. Меѓутоа, нивниот ефект, природниот ефект трае неколку минути. А тие пациенти кои што имаат потреба... Влијат на апетитот? Да. Тие го контролираат апетитот, делуваат на центарот на ситост во мозокот. Меѓутоа, кај тие што имаат потреба за слабење повеќе, например да изгубат најмалку 10-15% од вкупната тежина, кај нив треба овој хормон да делува многу по-долго, за да има ефект. И затоа овие лекови кои што се произведени на ист начин на тој природниот хормон GLP-1, меѓутоа со подолг период на делување. Дејството трае, кај лираглутидот трае 24 часа, а кај семаглутидот дури недела дена. И тие еднаш неделно само се боцкаат, на ист начин исто пенкало како инсулинските пенкала, што се субкутано, може на рамо, на стомак да се боцка пациентот. Тие директно делуваат на центарот за ситост и ја подобруваат функцијата на панкреасот и инсулинската резистенција се намалува. Може се земат и доколку некој нема инсулинска резистенција, ако одлучи си го намали апетитот и да ослаба? Да, веќе има индикација само за обезност. До сега имаше индикација кај пациенти што се обезни, меѓутоа првенствено да имаат диабет, пошто ја регулираат и гликемијата во крвта. Меѓутоа веќе 2 години наназад добија дозвола и од FDA во Америка и од EMA, од Европската агенција за лекови, за обезност само. Дозата за обезност е малку поголема во споредба на тие што имаат сам диабетес. Така. Кај лираглутидот достигнува до 3 мг, а кај семаглутидот еднаш неделно до 2,4 мг. И со оваа терапија доста е успешна оваа терапија и во просек од 6 месеци пациентиве губат најмалку 10 до 15%. Значи навистина е ефикасно. Да, 10-15 до 20 кг. Безбедни се, не создават никакви несакани ефекти? До сега немаме несакани ефекти. Единствен несакан ефект е гадење по гастрични тегоби и тоа на почетокот на терапијата, првиот месец. Затоа почнуваме со најмала доза и секој месец се зголемува малку дозата кај овие пациенти и голем број на пациенти добро го толерираат.
Значи не се дава само кај пациенти што имаат малигни болести. Иначе кај сите останати може да се примени. А што е со метформинот? Исто се дава и метформинот, меѓутоа нема толку голем ефект како овие лекови. На истата основа и овој лек што Не, метформинот само ја подобрува инсулинската резистенција и малку намалува апетит, меѓутоа не делува директно на центарот за ситост во мозокот. Нема таква особина. Тоа е прва линија на лек кај диабетичари, кај пациенти. Значи само да се разјасниме, некои пациенти мислат, луѓе мислат, ако имам високи вредности на инсулин, треба да земам метформин. Тоа не е точно. Значи не мора секогаш. Не. Даваме инсулин, значи само за зголемени вредности на инсулин терапија не се дава нигде во светот. Меѓутоа, заедно со зголемените вредности на инсулинот, ако има малку покачени вредности на шеќер, например на гладно, не е диабет, меѓутоа е преддиабет. Што значи колкави се тие вредности? Па од 5,6 например на гладно треба да биде под 5,6 гликемијата, ако има например 6. Значи не ваму не таму, тука. Да, во таа сива зона, ако е, пациентот тогаш може да користи заедно со инсулин. Меѓутоа, ако шеќерот е во нормални граници, само за инсулинот терапија не се дава. Не постои. Да. Тоа не медицински немаме доказ за тоа. Диета и физичка активност. И ова другата терапија. Ова што споменавте. Да, фармаколошката терапија. Единствена индикација со докази се оваа терапија. И колку време ова фармаколошка терапија може да се зема? Тоа може најмалку 6 месеци се препорачува, меѓутоа може да се пролонгира. Веќе 2-3 години наназад го има овој лек и повеќето земји кај што е на позитивна листа користат година до 2 години се користи. После тоа треба да се прави пауза, да се види дали пак ги враќа тие... Дали ќе може да одржи пациентот најважно е после тоа да ги одржи тие килограми пациентот. А ова е за почеток, за да има малку волја за дека да се чувствува дека е успешна во исхраната, во начинот на живеењето. Дека може се направат промени. Да се мотивира пациентот, е многу добро да се почне со оваа терапија, а после тоа со текот на времето тоа ќе се навикне пациентот на тоа и ќе треба само да ги одржи. Да ги одржи потоа, така. Наскоро ќе биде отворен центар за обезност и метаболни нарушувања. Да, во нашава болница во 8 септември во склопот на ендокринологија ќе биде отворен првиот центар во Македонија. До сега не сме имале, сега веќе припремите се при крај и планираме за светскиот ден на обезност на 4 март да го отвориме центарот. Одлично, и ќе се третираат сите пациенти со зголемена телесна тежина? Да, ќе бидат со упат, ќе дојдат пациентиве, ќе бидат препорачени од матичниве доктори, испратени или од другите болници. Ќе биде исто така и референтен центар и за болнициве од периферија. Веќе споменавме за дебелината која што е поврзана со покачениот инсулин, но многу пациенти кои што имаат нарушена функција на тироидната жлезда и намалени тироидни хормони исто така се соочуваат со некаква форма на дебелина. Да. Дали може овој проблем да се реши со нормализирањето на хормонот или пак ќе перзистира и понатаму, бидејќи пациенти кои што се на терапија велат повторно не можам да ги симнам покачените килограми. Да, кога ги евалуираме пациентиве кои што доаѓаат со дебелина, обавезно се проверуваат дел од хормоните, меѓу нив е значен покрај инсулинот се и тироидните хормони, пошто од тие хормони зависи и функцијата на метаболизмот на телото. Кај овие пациенти, кај тие пациенти кои што имаат намалени нивоа на тироксин, исто така може да предизвикува малку зголемување на телесната тежина заради забавената функција на метаболизмот, не се трошат тие калории кои што се внесуваат, меѓутоа тоа не е повеќе од 3-4, да речеме до 5 килограми. Значи пациент кој што има вишок килограми 10-15 килограми не може да биде од некоја ендокринна жлезда, а посебно на тироидната жлезда. Меѓутоа, и ако има хипотироза, значи најчесто е причината е хипотироза, тоа одма се субституцира со терапија, со тироксин се дава и за 3 до 4 месеци, до 6 месеци максимум, хормоните се нормализираат. После тоа пациентот, ако е поврзано на тироидната жлезда, треба пак да биде во нормални вредности, да има телесна тежина во нормални граници.
Меѓутоа, многу малку е такви пациенти, дури 1% не се. Значи, треба да знаат секој дека обезноста е само по себе болест. Не треба да биде поврзана на некоја ендокрина жлезда и нема таква ендокрина жлезда што е поврзана само со обезноста. Така. Да беше така, многу лесно ќе беше и за нас, за лекување. Одма функцијата на жлездата ќе се нормализира и сите пациенти ќе беа со нормални граници. Всушност се случува обратното. Зголемината телесна тежина всушност предизвикува нарушување на функцијата на одредени жлезди. Ендокрината жлезда да биде причина. И дебелината е особено проблематична кај пациентите со дијабетес. Така е. Така е поради инсулинската резистенција. Така. Тип 2 дијабетес, 90% во светот се со тип 2 дијабетес. Скоро 90% од нив се дебели. Значи тип 2 дијабет да има, а да нема прекумерна телесна тежина е многу малку. Ретко. Ретко е многу. Што значи тие што имат инсулинска резистенција имаат огромен ризик да развијат и дијабетес тип 2. Обавезно развиваат. До крајот на животот еден ќе дојде времето кога ќе има дијабет. Без тоа не може. Значи сигурно ќе развијат. Ако не ја намали тежината. Ако не намала тежината. Но доколку намала 5% од за 5 до 10% ако се намали, одма ризикот се намалува. Ќе се намали инсулинот? Инсулинот ќе се намали, да. Имаме и со фармаколошката терапија кога даваме, например, пред да се почне со терапија, се проверува нивото на инсулинот, после 3 месеци доаѓа пациентот, пак проверуваме. Има драстична разлика во нивото на инсулинот. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување, на вистина корисни информации во денешната емисија, поврзани со хормоните и со дебелината, ги разјаснивте корелациите на многу убав и разбирлив јазик, многу разбирлив начин и се верувам дека овој центар за обезност ќе функционира многу успешно, бидејќи и кај нас проблемот со дебелината е исклучително присутен, како и во светот. Така. Ви благодарам многу. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на Телма амбуланта. Гостин во студиото ни беше доцент доктор Танер Хасан, ендокринолог од Градската општа болница 8 септември. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска во терминот на емисијата, кога заедно учиме за нашето здравје. Значи, внимавајте на килограмите, внимавајте на дебелината, бидејќи таа создава на вистина бројни проблеми. Имајте пријатен ден.